Лоша вести за љубителите на марката и за оние на лутите компактни модели. Со новата генерација Peugeot ќе ги укине атрактивните Gran Turismo и GTI верзии на 308. Официјална причина е нивното негативно влијание на просечната емисија на јаглерод диоксид на ниво на цела гама на францускиот производител. Неофицијално Peugeot жали што ќе мора да престане да го произведува 308 GT и GTI, чии последни примероци ќе бидат направени годинава, односно пред појавувањето на новата генерација на францускиот компакт. И двата модела за погон користат 1,6 литарски турбобензинец, во кој GT изведбата развива 225, а кај GTI 260, односно 270 конски сили. Емисијата на јагленород диоксид не им е така голема, но се по строгите еколошки норми се неумоливи и двата спортисти ќе ги испратат во пензија. Неправедно мора да кажеме, бидејќи тие навистина внесуваат свеж див во компактниот GTI сегмент со кој владее Голф, кој сега дефинитивно ќе остане без било каква соодветна конкуренција. Од друга страна, дизелската опција на 308 GT ќе остане во понудата. Мала надеж влеваат вестите за хибридизација на идниот 308 GTI, кој под хаубата би имал некои 300 коњи, но затоа треба да се стрпиме уште малку. А до тогаш Peugeot ќе продолжи со кастрењето на сите оние во гамата кои имаат поголема емисија на јагленород диоксид, па кој ќе остане неблагодарно е да се предвидува.